Купувањето стан или градењето куќа може да биде голем финансиски предизвик за младите брачни парови. Државата и локалните самоуправи нудат различни субвенции како би се олеснил овој процес. На граѓаните им се на располагање субвенционирани стамбени кредити, неповратни средства за купување на прва недвижност, ослободување од комуналии, како и посебни програми за млади брачни парови. Што им е на располагање на младите брачни парови од Кисела Вода? Ние со целокупната наша поддршка која можеме како општина да им ја дадеме, им стоиме на младите на располагање. Имено како? Во глобала тоа е еден проект во кој што младите се ослободуваат, младите брачни парови се ослободуваат од плаќање на комунали во делот за општина Кисела Вода. Кога станува збор за делот на општина Кисела Вода во урбаниот дел, каде што се работи според деталните урбанистички планови, тоа изгледа, например, вака. Еден млад брачен пар, кој што сака да направи куќа од отприлика 100 метри квадратни, за нив ослободувањето би било негде околу 10.000 евра. Како? Нашиот дел, што е 40% за општина Кисела Вода, ние, младите брачни парови, ги ослободуваме. И јас навистина се гордеам со ова пракса која ја има во Кисела Вода и која навистина ја практикуваме, да им помагаме на младите брачни парови. И тоа пак во еден поинаков правец би изгледало плюс и дополнително вака. Тие треба да исполнуваат одредени услови. Тоа е 40 години едниот брачен другар да не надминува, да се нели во брачна заедница, бидејќи имотот е и на двајцата, ќе се води на двајцата име, да истите тие, истиот овој проект морам да нагласам важи и за самохрани родители. Со сета таа апликација која што ја ќе поднесат, нели, дали би сакале да градат во урбаниот дел или во руралниот дел, во делот на општина Кисела Вода, тоа навистина за нив ќе значи еден бенефит финансиско ослободување, каде со исполнување на овие услови, да речам, тие ќе можат, нели, да го искористат ова право. Морам да напоменам, имаме заинтересираност, условите не се комплицирани, значи имотот да биде на нивно име, да не се постари од 40 години, значи сето она што би значело отвореност од страна на општина Кисела Вода, ние сме тука да им помогнеме. Општина Кисела Вода оди и чекор понатаму, предвидени се субвенции за секој новороденче. Така. Значи, ние како општина, покрај сите можни поддршки кои можеме да им излезиме на располагање на граѓаните, нели, дополнително и за секое новороденче одвојуваме по 12.000 денари и тоа е една мерка која навистина родителите ја очекуваат, но јас морам да напоменам дека квартално се случува сето тоа, значи одреден период ги собираме апликациите и квартално ги исплаќаме истите. Поддршката што ја имаме ветено, ја реализираме и навистина сакаме да се зголемува бројот на вакви поддршки да даваме за граѓаните во Кисела Вода. Државата и локалната самоуправа ги даваат овие субвенции, главно со цел за подобрување на достапноста за домувањето на младите брачни парови и поттикнување на демографската политика преку поддршка на младите семејства.